Докаде е Западниот Балкан на реформскиот пат кон Европската Унија? Еврокомесарката за проширување доаѓа по одговори во понеделник и вторник, на крајот на јунскиот рок за усвојување на законските измени за усогласување со европската правна регулатива. Марта Кос ќе се сретне со премиерот Мицкоски и со другите лидери на земјите од Западен Балкан, со клучен фокус на напредокот и следните чекори. Во меѓувреме Македонија го фаќа последниот воз за да се донесат дел од законите кои што се во склоп на реформската агенда. Нема време за реформи во сите области и ќе се влезе во така наречениот грейс период. Денеска собранието изгласа дел од пакетот закони и даде зелено светло да продолжи процедурата за уште 3 други законски решенија. Усвоени се 5 реформски закони, од кои 4 се однесуваат на дигитализацијата и сајбер безбедноста. Со донесувањето на овие закони се обезбедуваат над 19 милиони евра од реформската агенда, вели министерот Андоновски. Покажуваме максимални резултати во тоа што си го зададовме како домашна задача и сме пример во поширокиот регион како може да се применуваат најновите директиви и регулативи на Европската Унија во нашите закони, а сега одиме во вториот чекор на нивна целосна имплементација. На дневен ред на седницата за пакетот реформски закони се најдоа и 3 закони за јавната администрација. Станува збор за предлог законите за вработените во јавниот сектор, за административните службеници и за стручно усовршување и обука. Министерот Минчев тврди дека така ќе се професионализираат институциите, а ќе се искорени партизацијата. Со јасни ограничувања на дискреционите овластувања со строги правила го прекинуваме просторот за партиски и неформални вработувања во јавниот сектор. И управувањето со институциите мора да биде во рацете на стручни, искусни, системски избрани кадри и тоа е единствениот пат кон стабилна и одговорна администрација. Наспроти уверувањата на министерот Минчев, од опозицијата дадоа бројни негативни епитети, конкретно на законот за вработените во јавниот сектор. Конфузен, нејасен, контрадикторен и не ги објаснува целите, вели пратеничката Тренчевска. Уште повеќе одредени состојби во предлог за се влошени од аспект на правата на административните службеници. Самиот закон има многу недоречености што ќе отвара можности за коруптивен ризик и партизација наспроти компетентност и мерит систем. Во членот 4 административните службеници се поделени на државни службеници и на јавни службеници, за да потоа во целиот текст на законот не е јасно дали одредбите се однесуваат и на двете групи на административни службеници. За сега нема информации од други институции до каде се со исполнување на дел од обврските за реформи и зошто затаија. Такви се Министерството за енергетика, Министерството за економија, Министерството за финансии, Агенцијата за управување со одземен имот, а каска и Министерството за правда со реформите во судството. Како камен на сопнување и најголем предизвик за сега остануваат измените на изборниот законник, но и имплементацијата на законот за правична застапеност, со кој треба да се замени балансерот. Две клучни прашања за кои виси Бадентеровото мнозинство.